Денеска во Деница на Мега ќе разговараме за образованието, но е од еден малку поинаков фокус – мултиетничките релации. За да видиме како се води тоа, ќе поразговараме со Јованка Трајчевска, директор на Основното училиште Крсте Петков Мисирков од Бистрица, и Љупчо Стефановски, помошник директор на ово училиште. Ви благодарам што одвоивте време и ова утро сте со мене во утринската програма на Мега. Добро утро и од нас. Кажете ми за почеток, Љупчо, какво училиште е Основното училиште Крсте Петков Мисирков? Благодарим на поканата и најпрво да ги поздравиме гледачите на Мега телевизија. Основното училиште Крсте Петков Мисирков е мултиетничко училиште каде што настава се изведува на два јазици. Значи имаме настава на македонски јазик и настава на албански наставен јазик. Во 9 училишта се изведува настава на македонски наставен јазик, а во 7 училишта се изведува настава на албански наставен јазик. Училиштето брои некаде околу 400 и вкупно 460 ученици и со 90 вработени, од кои 66 се од наставен кадар, другите се технички персонал. Иначе, можем да кажам слободно дека ние не само во општината, туку и во Републиката, според теренот и распространетоста на училиштата и бројот на подрачните училишта, сме најголемо училиште во Републиката. Централното училиште во Бистрица и плюс уште 15 подрачни училишта имаме некаде на зафатнина во радиус од 50 километри на бившата општина Бистрица. Кажете ми, тешко ли е да се води вакво училиште кога станува збор за мешан етнички состав? Нормално дека програмата на Министерството за образование е веќе испорачена, персоналот или вработените се информирани што е она што треба да го предаваат во текот на годината. Меѓутоа, колку е тешко да се изменаџира сето тоа? Да. Во однос на мултиетничките односи нема никакви проблеми, во однос на изведувањето на наставата, дали е на македонски наставен јазик или на албански, воопшто тука немаме, програмата е таа мора да се реализира од сите наставници. Единствена потешкотија во нашето училиште е распространетоста на подрачните училишта, врз кои ние мора да имаме и имаме редовна контрола, треба да ги посетуваме, увиди да се вршат на часови на наставниците. Значи, тука е поголемиот проблем, како што кажав, тие се некаде во радиус од 50 километри, па мислам дека и тој е најголемиот проблем за нас како менаџерски тим, за да можеме да имаме увид и посета до сите подрачни училишта. Јованка, како директор на ова училиште, ако не се лажам, минатата година мислам дека преку Министерството за образование и наука имавте еден проект со соработка со училишта каде што од други градови, нели, каде што се сведува наставата конкретно на албански јазик. И имаше тука завршни моменти каде самите деца изработуваа макети на џами и на цркви, се запознаваа со различните начини на исхрана во смисла специфични јадења од другата култура. Дали тој проект се покажа како успешен, која беше целта и дали во иднина можеби ќе продолжи? Точно се работи за проектот за меѓуетничка интеграција во образованието, поддржан од Министерството за образование и УСАИД. Ние сме вклучени од самиот почеток, значи од 2012 година во овој проект и сега конкретно оваа година ги завршуваме сите тие активности со сертификација на наставниците. Сертификацијата се обавува на тој начин што самите наставници си изведоа по 3, 4, 5 во зависност од своите желби и потреби повеќе активности. Конкретно училиштето има партнерски однос со училиштето Кирил и Методи од Тетово, училиштето Александар Туринџев од Кукуречани и училиштето Даме Груев од Битола. Во соработка, односно во зависност од потребите, соработуваме и со Гоце Делчев од Битол. Значи се работи за активности во кои што ги разбиваме табуата, предрасудите, ги обединуваме децата заеднички да соработуваат и она најважното да се чувствуваат деца без разлика дали се македончиња, албанчиња, ромчиња. Значи тука нема никаква разлика во сето тоа. Активностите се најразлични во смисла тргнуваме од интересите на самите деца.
Значи, културата, традицијата, изработка на книги, изработка, како што рековте, на макети, оригами, роботите, значи се она што децата ги интересира, дури и самите тие предлагаат. Така. Секако тука е во најголема мера и соработката со родителите. Затоа сме премногу благодарни за соработката на родителите за сите овие активности. Имавте ли посета на училиштето во Тетово или ние да одиме таму или тие да дојдат кај нас, и во смисла на тоа како децата реагираат? Се разбиваат ли баш оние табуа дека вие сте друга етничка припадност, како што многу важат во други училишта, не смеете да се дружите со нив, тие се поразлични. Сметам дека ваквиот принцип и ваквиот начин ги разбива тие табуа, меѓутоа колку е резултатот кај вас? Многу голем. Ние бевме два пати во Тетово. Еднаш бевме за подпишувањето на она заедничка соработка, меморандумот на соработка, а потоа бевме на нивниот патронен празник, на 24 мај. И огромно беше задоволството на учениците, посебно со тоа што ги тепавме во мал фудбал. Победа имавме, тоа е супер. На 26 април се одржа главната манифестација, односно завршната манифестација, во која што и вие бевте тогаш присутни. Значи ги направивме сите оние активности во еден преубав амбиент, со премногу голема ангажираност и на наставниците, многу големо задоволство на учениците. Гостите од Тетово беа воодушевени од сето она што го направивме, макар што цело време таа соработка траеше во смисла преку Skype, гледање, договарање преку телефони, бидејќи сите тие активности што беа направени заеднички. Така. Лјупчо, кажете ми, има ли најава за нови проекти на вашето училиште, нешто што го планирате годинава, можеби ќе ги изненадиме гледачите со малку ексклузива? Да. Значи, сакам да се надополнам на изјавата на директорката дека во однос на проектот за мултиетничка етничка образование, ние бевме прво училиште кое што најдовме партнер училиште и кое што ги започнавме сите тие активности и се разбира тоа следуваат и манифестациите, и според сите тие активности кои што ги извршивме, дали во Битол, во Бистрица или во Тетово, со партнер училиштата, бевме рангирани и некаде во 10 најдобри училишта во Републиката. Затоа потоа и продолживме со тој проект. Ние бевме и прво училиште од Битола кој што влеговме во втората фаза на тој проект, каде што следува потоа преку спортски игри, некои активности и така натаму, манифестации кои што се изведува, за кои што добивме и одредени нагледни материјали, спортски реквизити и така натаму. И проектот и понатаму продолжува тој проект, и понатаму ние сме доста активни во тој проект, затоа што, и тоа треба да го истакнам, бидејќи и пред да почне овој проект да се реализира преку Министерството за образование, ние такви слични проекти веќе самите се ги организиравме, значи интерно во нашето училиште со учениците од Кишава и со ученици од другите подрачни училишта каде што се изведува настава на албански јазик, и бевме првите кои што ги сплотивме и направивме на посета на 3 верски објекти, на црквата Свети Димитрија, Исак џамијата во Битола и на катедралата, односно црквата од католичка вероисповест која што е Пресвето срце Исусово. Исто така и понатаму продолжуваат проектите од екопроектите, проектот за англиски јазик, кој што минатата година, можам слободно да кажам, бевме атракција во државата со тој проект, затоа што ние сме единственото училиште, не само во Македонија, туку можам да кажам и пошироко на Балканот, кој што реализиравме еден проект преку Америчка амбасада, каде што учениците, проектот беше 100 заеднички денови со учениците од Флорида. Значи, нашите ученици, заедно со нивната наставничка Јулијана Златевска, организираа 100 часови во текот на учебната година преку Skype, нормално, заеднички часови со ученици од Флорида, каде што учениците си разменуваа своји искуства, своји традиции, национални обележја и така натаму, значи во тој однос.
Морам да го споделам ова искуство со нашите гледачи, да кажам дека станува збор нели за виртуелен час, каде што јас многу се изненадив. Имаше јавување од Флорида, тамошните дечиња од Флорида имаа подготвено музички моменти, извадоци за нашава земја, за храната, за културата, за музичките инструменти, додека пак децата од Бистрица на паноа имаа изработено во смисла која е Флорида, како се развивала во историјата, пошто е препознатлива, каква храна сакаат. Тоа беше навистина интересно и многу несекојдневно за мене да го видам како новинар, бидејќи насловот, се сеќавам на прилогот ми, беше виртуелно патување до Флорида. Да. Значи имавме повеќе такви часови кои што претежно се одвива или во просториите на нашето училиште, додека имавме доста часови преку американското катче во Центарот на култура кој што се наоѓа во Имаше и човек кој што беше пратен од американската амбасада, кој што постојано беше додека траеше проектот. Да, значи имавме волонтер кој што беше сместен, да речам, на некој начин една година беше престојуваше во Битола и ги посетуваше тие активности заедно со наставничката по англиски јазик која ги држеа часовите, особено часовите која беа заеднички со учениците од Флорида. Исто така, не само тој волонтер, ние и во минатите години први бевме, и за тоа можам да кажам, бевме првенци, не само во Битола, туку пак ќе речем и во државата, преку мировниот корпус, преку Американскиот мировен корпус, ние некаде 2001 имаме прифатено волонтер, кој што 2 години беше активно вклучен во нашата работа во училиштето. Исто така, бидејќи и тој проект се покажа доста успешен, и со Американскиот мировен корпус продолживме, имавме во наредните уште 6 години, исто така на секои 2 години, значи ги продолжувавме тие манифестации, договори со Американскиот мировен корпус, имавме досега, значи 3 волонтери американци кои што беа гости и да речам на нашето училиште, односно кои како гости дојдеа, но ние ги задомакинивме тие. Така, кажете ми, Јованка, во однос на планирањата за, споменавте, проектот екологијата. Вклучени ли сте во она освојување на зелено знаме? Вклучени сме во екологијата преку содржини и стандарди кои што ги усвојуваме преку редовната настава. Значи, училиштето ни е, кажа директорот, доста распространето и не можеме во целост да ги координираме сите тие активности за да можеме еден генерален проект да направиме. Меѓутоа си правиме проекти од екологијата, внатрешно, интерно во училиштето и доста сме успешни во сето тоа. Претежно преку уредувањето на училишните дворови, тука повторно ќе нагласам соработката со родителите, со местните заедници. Значи, тоа е нашата основа на која што можеме да се потприме, да речам. Учениците се многу активни во изработката на проекти од екологијата, ги сакат тие активности, посебно со оние материјали природни кои што се работи. Во понатамошниот тек, да речеме, би можеле да се потрудиме на некој начин да се вклучиме и во тие активности. Меѓутоа имаме премногу проекти кои што ни го преокупираат и на малку слободно време што учениците го имаат, посебно преку овие наставни активности. Каде главно се насочени тие проекти? Проектите се насочени насекаде и во централното училиште, меѓутоа во голема мера ги поддржуваат и подрачните училишта. Значи, соработката е село со село да си соработува со координација на централното училиште. Тешко ли е да се најде во денешно време кадар кој што ќе предава на албански наставен јазик? Па можам да речам тешко е, меѓутоа се снаоѓаме со дополнување. Разговараме за соодветен кадар кој што навистина знае да ја пренесе информацијата на слушателите, односно во случајов самите деца. Најтешко е во предметна настава, кога бидејќи на одделни предмети тешко најдуваме кадар за изведување на настава на албански наставен јазик, што се однесува до одделенска настава, односно одделенски наставници, има и во градот и во општината, има доволно, има, мислам, и
се запослуваат, но кога имаме некој потреба од некои наставници за некои одделни предмети, тука не добиваме на тешкотија, бидејќи на самиот педагошки факултет кај нас во Битола ги има само групите англиски со македонски, со германски или со француски, така натаму, ги нема оние групи на историја, биологија, географија и слично, па може би тука и поголемата потешкотија, луѓето, младите сака да студираат во својот град, може би и затоа и потешко наидуваме на таков кадар. Така, јас ви благодарам за гостувањето во утро во Деница на Мега. Се надевам дека наредна прилика, кога ќе имате било што, неважно колку е голем проектот, ние ќе бидеме таму и заедно со децата, со родителите и со вас ќе одбележиме тој настан. Ми биде задоволство. Почитувани гледачи, продолжуваме понатаму. Предлагам една мала музичка пауза.